за измени и дополнување на буџетот на општина Конча за 2026 година. Доколку имате прашања, поведете. Може ли? Значи, само да одам пред да те прашам, пошто градоначалникот имаше предлог за дополнување на дневен ред за купување на службено возило. Тоа во која ставка ќе влезе, дали е предвидено со ребаланс? Не. Тоа само одлука како за да се истражи. Значи, ќе донесеме одлука за истражување на пазарот, првично. Средства, мислам дека разговарахме со Ленчето, има средства од водоводот ли беше, кои не може целосно. Ајде да ви го образложи Ленчето. Значи, одлуката е предложена од страна на градоначалникот да се направи истражување за набавка на службено возило. Значи да се направи такво истражување со што би дојдело дали ќе се набавува возилото на лизинг, дали возилото ќе се плати во готово. И на следната седница да ви се даде образложение дали ќе биде во готово и на лизинг, да се разгледат двете понуди од страна на Совет, да се донесе одлука како ќе се набавува возилото. После тоа, значи ќе направиме пренамена на буџетот на општина Конча. Ќе видиме од таму кај што има помалку средства искористени, значи може да се земат дали ќе има потреба од средства за цело возило да се плати или ќе има потреба од само учество да се плати. И тогава ќе планираме средства дали ако е за цело возило, така и можеме да намалиме, пошто на одредена ставка може да се намалува само 20%. Повеќе од 20% не може. И така да мораме да видиме возилото колку би коштало, барем да бидеме приближно тука некаде, за да можеме, ако е во целосно, ако се исплаќа возилото, да биде, значи планирано онолку средства колку што би коштало возилото, са нешто плюс. Ако биде на лизинг, колку би било учеството. Добро, од прилика градоначалник, вие имате ли предвидено нешто, мислам, сепак сигурно си имате некоја мисла колку пари ќе чини тоа возило? Не може да предвидам. Значи, ова е првично идеја само. Што ќе направиме следен чекор? Од компаниите што работат, значи, со возила, ќе дадат сите понуда и тогава ќе донесеме одлука, ќе се во координација со финанси, ќе видиме дали можеме, како што Ленчето, понуда ќе дадат сите тие компании што работат во Македонија и тогава ќе знаеме, значи, за кои средства и од која ставка ќе има према. Да. Добро. Ленче, само за градинката. тогава да ти прашам за општинска администрација Е00. Стоки услуги 420, патни и дневни расходи 240. Нели се останови за тие патни и дневни расходи, за што се мисли? Патни дневни 240. Тука спаѓаат патарините и сместувањето на гостите, хотелските услуги. Во таа ставка 420, значи, само момент, спаѓаат патување во земјата, патни расходи, патување во земјата, дневници, кои што дневници ние не исплаќаме, меѓутоа ги имаме планирано, и патување во земјата, сместување, односно сместување на гостите кои што доаѓаат од Турција или било која друга држава. Тука дали влегуваат патните расходи, еве да кажеме, вработените што се возат? Не. Која е тоа ставка? Тоа е од гориво. Како? Од гориво, бидејќи нафта се става само на возилото. И колку изнесува тоа? Колку е предвидено средство? Тука е предвидено 421, 410, 400.000 е било, сега е 500.000, меѓутоа не е само тоа само што се возат вработените. Тука спаѓа и кујната, народната кујна и... Добро, таму само има едно возило, нели? Едно возило, да. И колку изнесува тоа? Сега точно не добро, не 500.000, ама точно не са која за која, како е стварно не можам да ги поделам. 500.000 само се трошат. Не е само за вработените. Добро, за службените вози. Да. Освен на градоначалникот, претпоставувам, нели? Да.
Не, вие мислам дека сте надвор од тоа, пошто се работи тука за општинска администрација. Не ли е така, Ленче? Да. Така е. Околу 500.000 патни трошкови. Да. Чекай сега, това како патни трошкови, мислам дека лошо не е дефинирано. Не е патни трошоци, јас исто го кажах, значи тоа е за гориво и масло за службените возила на општината во кои што влегуваат и вработените превозот на Како вработени. гориво и масло? Па така се вика ставката гориво и масло. Добро, ама значи за масло, значи се користи Таа е средства. ставката, не се разбира. Ставката добро. се вика горива и Мислам дека масло. добро се разбераме. Мислам, таа ставка за одржување на возило Не. влегуваат. Не. Одржување на За возило. гориво, фактички. Добро, ставката за гориво влегува. влегува. Трошкото кој е За гориво. за гориво, да. Фактички, значи, отприлика околу 500.000 се 400 беше, сега е предвидено за 500. Да. така ли? 500.000 А ќе се исто троши. ќе кажам дека ќе треба најверојатно можеби уште за 20% да зголемим, бидејќи имаме дополнително уште две возила кои што е цистерната противопожарна и теренското возило што е Volkswagen. Ќе треба можеби оваа година не знам, ако успееме ќе е во ред, но за другата година секој дека треба да покачиме. Добро, ова е за стоки и услуги 424, поправки и тековно одржување. Од 900 на 1.100.000 Да. е покачено. Тука што влегуваат? Поправки на службени Поправки, возила. сервисирање на возила, одржување на згради, дезинфекција, дезинсекција и дератизација и поправки, одржување на софтверска опрема и поправки, одржување на машини. Добро, значи тука влегува има и фактички како подставка што се одржуваат и службените возила. Таа е 270.000, толку е било и толку останата. 270.000. Да. А при времене вработување зошто е покачено пола милион? Бе предвидено со ребаланс. 427. Да. Дали ќе има дополнување на друг, мислам, тендер? Не. Значи нема да има дополнување на тендер. Тендерот само што се спроведе постапката, значи април месец имат плата по новиот договор и мај месец. Сега сме јуни. Значи тоа ќе се следи набавката, јавната набавка, доколку има потреба, мислам ути нема да има потреба. Планот беше, значи дел од вработените кои што се преку агенција за вработување повеќе време, да преминат на неопределено време. Меѓутоа, со недонесувањето на планот за вработување, луѓето остануваат во агенција за вработување. И од тие причини е направена калкулација дека можно е да дојде до ситуација да не може да земат плата лицата кои што се вработени преку агенцијата за вработување. Добро, фактички има покачување на плата Не. или ново вработување? Нема покачување на плата, ново вработување е колегата кој што е сарген, меѓутоа Зорче што е на боледување, тука би било преклопување, а само што тоа беше, планот беше да се дел од лицата трансформираат во неопределено време. Добро, таа ставка скоро 4 милиона. А други тековни расходи што е покачено 290.000? Зашо се мисли? Други тековни расходи има покачено во чланарини на домашни организации, значи имаме чланарина на ЗЕЛС, имаме чланарина на ЛАГО, имаме чланарина на Југоисточен плански регион. И сега дел од тие има веќе исплатено, меѓутоа да не се најдеме у ситуација да треба да платиме чланарина да немаме средства, е било 80.000, зголемено на 150.000. Исто така зголемено е и репрезентацијата од 220.000 на 340. Сега, репрезентацијата е зголемена од причина што е планирано во планирањето на буџетот помалку. Ние свесни бевме дека ќе биде зголемена, меѓутоа да не ги кратиме проектите кои што се од програмите, ја спланиравме помалку. Значи сами знаете дека кои се трошоците за репрезентација. Значи имавме ифтар, можда градоначалникот повеќе знае да каже што е, како е. Имавме гости од Хрватска, од Италија и така да не е истечен договор, меѓутоа да не се најдеме у ситуација да биде нешто направено, а да не биде исплатено.
прашања? Не, само тоа. Во ред, доколку нема дополнителни прашања, го ставам на гласање предлог измени Чекай. за градин. За градинката, да. Да, доколку се изгласа од 12 точка е. Ама, значи за бесплатна градинка што беше предлогот на комисија од страна на советникот и на градоначалникот. Значи имаше предлог да се има бесплатна градинка за сите деца кои што посетуваат градинка во 12 јули општина Конче. Сега, значи јас ги немам планирано во буџетот. Јас правих од сабања една калкулација. Сега имам податок дека се некаде запишани околу 20 до 23 деца. Да. Имаме 30, и јас направих калкулација на 30 деца. 30 деца по 1500 би било 45.000 месечно. По 6 месеца, јули, август, септември, октомври, ноември и декември, меѓутоа декември ќе оде до следна година, ама ајде нека бидат 6 месеца, би било 270.000. 45.000 по 6, 270.000 или приближно, ајде би го оставиле 300.000 денара за таа ставка. Меѓутоа, ставката ќе ја испланираме во програмата V1 0 и нема да биде во дотации, него ќе биде во буџет. Да. Да. Значи ја го. V1, тука нема доле ставка 464, ќе се појави ставка 464 и ќе биде 300.000 буџетски расходи. Значи нема да биде самофинансирачка, нема да биде дотација, донација, него ќе биде буџетски расходи 300.000. Сега, тие 300.000 за да имаме баланс на буџетот, треба да ги намалиме од друга ставка. Дали да ги намалиме од урбанистичко планирање, каде што имаме 2 милиона денари планирано, а имаме таму постапка некаде од 566.000 или ајде да ги кажеме и 600.000, или да ги намалиме од друга ставка, која што мислам дека нема да го попречува работењето на општина Конче за тековна година. Не, друго нешто. Значи, ние 300.000 ги ставаме. Тоа е факт, готово. 300.000 се стави на 464. Меѓутоа, мораме да намалеме во друга ставка за 300.000. Например, како што кажав, урбанистичко планирање или водоснабдување, урбанистичко планирање е 2 милиона, да биде 1 милион и 700. Добро, може ли јас да кажам? Може. На комисија, што беше предложено од моја страна и подсетено до вас, нели, дека ние имавме декември поднесен амандман кога се правеше буџето, не се изгласа амандмано, после баш и градоначалнико и ти како раководителка кажавте дека имате предвидено, може ки испланирате некаде февруари, март, па тоа не се случи. Ајде на комисија разговаравме на некој начин, дојдовте и вие до мислење дека е потребно такво нешто. И на комисија, кога беше предложено тоа од моја страна, градоначалникот кажа дека Линче, ти имаш задача за да средеш до седницата тоа. И сега мислам дека многу е, не знам, не е баш добро, не е вкусно ние сега да мислиме за од која ставка да намалиме. Па требало да биде средено до тоа. Значи, не можеше да биде средено затоа што материјалот ви беше даден. Ама добро, нема врска. Тај ден се даде материјалот. Сега, значи, ние го донесуваме измени и дополнување на буџетот на општина Конче за 2026 година со измените кои што сега ги предлагаме заеднички. Значи, 300.000 ставаме во V1, а намалуваме таму и таму. Јас само давам чисто како предлози од кај би можело да се намале. Урбанистичко планирање, водоснабдување,
па дури и мислам у тие поголемите програми нема да се осети 300.000 денара. Може ли само Може. секунда? Значи советник мислам дека воопшто не е проблем бидејќи не станува збор за 5 милиона, значи за 300.000 денара кој што образложи раководителката ќе има ставка од која што ќе се пренаменат и нема да е проблем. Така да слободно мислам дека треба ако си член таму во уствари не си бидејќи му суди на интереси, може да ги кажеш на родителите нека има деца, не е проблем, ќе има средства, значи ќе биде бесплатна градинката. Благодарам. Дали Ама градоначалник, мораме да одлучиме сега дека се намаля, пошто јас си го имам дено материјално них без тоа и сега тоа го вметнуваме, мораме сега да донесеме одлука, кога го донесеме дека да се намале. Затоа што они го имат материјало и он може после некое време да каже ние имавме материјал, карикирам, 2 милиона на урбанистичко планирање, а објавено е 1.700.000. Значи за тоа така, затоа сакам да го прецизираме тоа и да влезе у записник и таму зголемуваме, таму намалуваме и тука веќе да бидеме најасно. Може ли да прецизираме конкретно дај предлог од која програма ќе влезе у записник и така одлука ќе биде донесена и нема да има мислам никакви проблеми. Кој предлог беше значи од која ставка? Или урбанистичко планирање, може и од улици и патишта, може и од водоснабдување. Мој предлог е овака. И урбанистичко планирање мислам од и најтакво, затоа што урбанистичко, не, 300.000 нема да се усети. А урбанистичкото планирање е постапка, имаме ние постапка, меѓутоа е постапка која што развлечува повеќе години. Значи не урбанизирањето не е еден процес, е малку потежок. И така да јас мислам тука, ама како ќе кажеш? Нека биде, според мене предлогот твој нека биде прифатен, нека биде од урбанистичко планирање тие 300 пренаменти. Забелешка има. Забелешка само за гласувањето на самото одлука. Ама добро, сепак значи Има ли боли? Јас кажа сите позитивни одлуки кои што се пак ќе се повторам за доброто на сите граѓани, значи мислам дека и вие како советници и администрацијата и јас во началото ќе ги носиме за да почувствуваат тоа сите граѓани. Сега не сакам како критика това да го сванете. Значи на комисијата требало се обработи ребалансо по бројки, по цифри и од дека. Иначе сега вака Шурче и Серхан не е добро на седмицата. Сега лично јас не сакам да се скрати нити од урбанизам, по-добро да се скрате од парите за одржување на патишта, отколку да се скрате од и обично кога сакаме нешто да градиме, секогаш викаме, ама не е урбанизирано. Ние ако кратиме од водата и од урбанизацијата, како ќе напредуваме? По-добро да скратиме од бекатон 2-300.000, што мора да направиме 2-300.000 кошта едно мало парче. Отколку да скратиме од вие за мене побитни работи. Ние секогаш треба да гледаме 90% да урбанизираме општината за да може да напредуваме. Иначе сега ако оставиме градоначалник, што рече Ленчето, това се развлечува години. И ми сега ќе оставиме, некој може тие 300.000 нема се јавени на тендер за тие 300.000, да речем, коштат за некои пари. За нас, ако е малко, за некој е многу. Сакам да кажа, по-добро да скратиме од улици и патишта таму што се од бекатон, отколку да скратиме, за мене тие се побитни работи, урбанизацијата и водата една од најбитните. Не е проблем на улица да почека едно лето, да речем, или да почека едно одредени месеци. И ребалансот добро да се изготви, после да се даде на советниците. Сите цифри по-прецизно ќе разгледат и нема сега да има ни натегајне. Иначе е убаво што децата ќе ги на некој начин подпомогнеме, поправо родителите. Такви работи треба да правиме, секој партии трошиме ние за децата. Мислам оти по-добро од улиците, иначе ќе трпе и општината трпе заради урбанизацијата. Кога нешто сакаме да градиме, викаме, ама не е урбанизирано. И как ќе биде урбанизирано кога кратеме од там? Значи треба секој максимално да урбанизираме општината и кога ќе дојде ред, имаме пари, градиме. Значи подготвена општината за град би и готово. Според мене мислам оти најдобро од там да чепнеме негде, да почека некоја одредено сокачи и така да.
2-300 или еден сокак нека му чека едно лето до одреден ребаланс. Секако има покачување на уредување. Колку е уште? 7 милиона плюс 5 милиона мислам дека имаме со ребаланс. 7.300 има, да. И плюс со ребаланс колку е предвидено 5 уште? Да. Нели? Да. Фактички ќе биде... Не, може. Може, подобро некој. од таму. Значи има простор това да чека, некои работи не се чека. Ути кога се бориме за нешто да направиме, секој пат изговорува, не е реализира. Не е проблем. Може за тоа се договараме, значи не е ништо Добро, такво. нека биде од таму. Да. Марен, значи не се го прецизно, од кого стасен немче цитира и нека... Програма за уредување на градено земјиште, само рече, улици. А ја не, о програми за уредување на градено земјиште нема да чекаш. Значи вака, по предлого на советникот Јонче, значи имаме предлог 464 В1 да се зголеми во основен буџет за 300.000 денара, а ставката 482 или подставка 482 920 да се намали за 300.000. Тоа е. Доколку нема дополнителни прашања, го ставам на гласање предлог измени и дополнување на буџетот на општина Конча за 2026 година со образложение за обезбедување финансии за детска градинка и измени во одредени ставки. Кој е за? Пет за, против, воздржани, тројца. Продолжуваме со точка 11, предлог одлука за усвојување и измени и дополнување на буџетот на општина Конче за 2026 година. Кој е, го ставам на гласање, кој е за? 5 за, против, воздржани, тројца. Продолжуваме со точка 12. Беше наведено бесплатна градинка за сите деца од општина Конче. Ставаме оваа точка на гласање. Кој е... Прво можем да кажем. Дали имате нешто да кажете во однос на оваа точка? А јас да спомнам нешто. Значи, како што кажав и претходно, значи беше поднесен амандман уште во месец декември 2025, но не знам од кои причини од страна на колегите не беше прифатено амандмано, иако беше средено со сите ставки што имаше можност да се реализира сето тоа. После тоа помина доста време, значи што кажа, мислам, на таа седница кога се гласеше за амандмано, градоначалникот кажа дека, нели, и раководителката, дека во март или во април ќе се среди тоа. После на минатата комисија, кога беше предложено повторно од моја страна да се предвиде средства во самиот буџет за бесплатна градинка, од некои причини вие како председателка и раководителката, значи се спротивставувате на тоа. Добро, како и така, значи веќе мислам дека за оваа одлука баш ме е мило што на некој начин со повторно искажување се свараше некоја мислење дека стварно потребно тоа да се реализира и вие како советници што се одлучивте, значи дека е потребно тоа да биде реализирано и за тоа ви благодарам. И си имам чувство дека сме успеале на нешто што ќе биде во интерес на сите граѓани што живеат во општина Конче. Благодарам. Повели? Јас ќе се надоврзам на одлуката. Сега ваква како нека профункционира. Мислам оти треба администрацијата да размислува у делу на сите това да го уживат у сите населени места. Мислам оти треба малку да се размислува како сите това би било
најдобро да се направи и сите населени места што има деца на некој начин да бидат згрижени, дали со превоз, дали некои нови едукатори таму, некој да се измисли начин како сето това да се направи и да бидат у една рамноправна положба сите населени места во Лакавица. Да размислувате у тај дел. Иначе одлуката е добра. И така буџетот на луѓето тоа веќе низок, ќе помогне на сите, ама мислам градоначалник со целата администрација така како апел да почне да размислувате и за другите населени места, како би можел децата да ги чувствуваат истите права како и уопште Ковчеж, а начинот ќе се изнајде решение после, само да се добра волја да се има. Толку. Значи, одговор на прашањето и на забелешката, да, ние од пред нова година со Министерство за труд и социјална политика имаме остварено контакти, значи се работи на тоа да се обезбедат и дополнително, значи, простори за обезбедување, односно згрижување на децата од другите населени места. И мислам дека не може да заземам некој рок, меѓутоа последно знам дека од Министерството представници беа, тука беа име на лице место многу битни објекти што ги имаме на располагање во општина Конче и мислам дека у најбрзо можно време ќе треба да се донесе одлука и по однос на таа одлука да се постапува за опремување на таа просторија и да отпочне, мислам дека и самото образложение на раководител за финанси ставиме, значи дополнително плюс број на деца за да може, значи да ги имаме предвид и тие нови некои мерки и активности се со цел, значи сите деца да имат услови и можности да бидат згрижени во тие предшколски возрасти. Благодарам. Дали имате дополнителни прашања? Доколку нема, го ставам на гласање обезбедување бесплатна градинка за сите деца од општина Конче. Кој е за? 7 за, против, воздржани? 1. Продолжуваме со точка 13. Одлука за истражување набавка на ново службено возило. Дали имате прашања во однос на оваа одлука? Предлог одлука? Доколку нема, повеле има? Повеле? Не планирах, ама јас нема да поддржам ваква одлука, затоа што мислам оти не е време баш момент за да се модернизираме, затоа што има многу други потреби низ општината што треба да се направат, што треба да бидат пред возилото. Иначе кога би било баре решени најгорливите проблеми, мислам оти ако треба и Мерцедес ќе земеме, само да биде се што треба направено. Мислам оти малку избрзано ќе е за да земе возило. Оти може пари име, ама име потреби што стварно луѓето имат потреба од сето това. Нема да поддржам одлука што ќе се модернизираме, се додека не се решат најпроблемите во општината. Дали другите имате прашања? Доколку нема, го ставам на гласање одлука за истражување набавка на ново службено возило. Кој е за? 5 за, против, воздржани, 3. Продолжуваме со разгледување на барања. Една кратка, Да, може. пак во интерес на луѓето